Добро вечер, почитувани гледачи. Ново издание на Слободно прашувајте. Во вечерашната емисија нашите гости слободно можеме да ги прашуваме за една интересна тема, а тоа е прекуграничната соработка и можностите што ги нуди ваквиот тип на партнерство за развој на регионите. Прекуграничната соработка ја координира Министерството за локална самоуправа. Финансирањето на проектите е преку ИПА програмата на Европската Унија, компонента 2. Кога сме веќе кај парите, 85% од средствата се обезбедуваат од Европската Унија, 10% се од буџетот на Република Македонија, додека 5% се обезбедуваат од подносителите на проектите. Какви проекти се реализираат од овие средства, на што се наменуваат, дали се консултира и граѓанскиот сектор при изборот на приоритетите, што се планира за во наредниот период. Овие се прашањата што од прилика би ги поставиле на нашите вечерашни гости, а овде заедно со мене во студиото се и градоначалникот на општина Делчево, господинот Горан Малешевски, господинот Горан Митевски, раководител на секторот за евроинтеграција на општина Куманова, и господинот Ванчо Шехтански, директор на Инспекторатот за локална самоуправа. Еве најнапред, добре дојдовте во нашата емисија. Мислам дека сте веќе подготвени за она што следува, за моите, нормално и за прашањата на нашите гледачи, за она што ќе го отвориме како тема во вечерашнава емисија. Господин Шехтански, еве како новина во вашата област, значи во инспекторатот, донесен е нов закон. За какви промени, за какви измени станува збор и дали на овој начин се зајакнува неговата позиција? Најпрво добро вечер. Значи, некоја символика денески е точно една година од донесување на новиот закон, на законот за за државниот инспекторат за локална самоуправа. Што значи тој закон? Со тој закон, значи, се контролира работата на советите на општините. Одлуките кои што ги носат советите на општините ќе бидат под надзор на државниот инспекторат за локална самоуправа. Ние, значи, во рамките на нашите законски овластувања ќе следиме состојбата со одлуките кои што ги носи советот, ќе вршиме редовен инспекцијски надзор и контролен инспекцијски надзор. Оваа година беше извршен контролен инспекцијски надзор на околу 34 општини, што значи некаде околу 45% од вкупниот број на единици на локалната самоуправа. А редовниот инспекцијски надзор се врши преку доставувањето од страна на советите на општините на редовниот службен гласник, што го изготвуваат самите општини и што се должни во рок од 10 дена по донесувањето на одлуката од страна на советот на општината да го достават до инспекторатот. Инспекторатот врши, значи, контрола на уставност и законитоста на донесените одлуки од страна на советите на општините. Мора да напоменам дека мора да биде во законски рок од 10 дена, како би можеле да соодветно да реагираме на доколку има некои неправилности или кршење на законитоста и уставноста на донесените одлуки. Инспекторатот изготвува решение доколку е таа одлука спротивна на уставот и законите, и во тој случај, значи, се поведува постапка пред Уставниот суд за оценување на уставност и законитоста на одлуката. Колку што разбрав, дека бевте во 45 општини. 34 општини, се извинувам. И кои се резултатите, кои се вашите искуства од тие инспекции? Видете, значи, ние во рамките на нашата кадровска екипираност и можностите извршивме тој контролен инспекцијски надзор, инаку редовниот инспекцијски надзор е преку доставата на тие службени гласници, меѓутоа со самото доставување на тие службени гласници инспекторатот не е во можност да утврди детално и за каков вид на одлуки се работи, бидејќи до нас доаѓаат само во писмена, во готова форма. Иначе ние можем, согласно законските овластувања, значи, вршиме и надзор над прописите кои што се донесуваат од страна на општините, начинот на нивното донесување. И токму затоа беше извршен на терен тој контролен инспекцијски надзор, не најавен, од страна на нашите инспектори од инспекторатот,
донесувањето на одлуките на Советот. И одлуките какви се, односно првично не се почитуваа многу тие законски обврски да во рок од 10 дена навремено се достави до инспекторатот. Беше писмено укажано прво на сите општини да го почитуваат тоа. Морам да кажам дека има крајно задоволителни резултати во тој сегмент и веќе од октомври месец таа достава на тие службени гласници е навремена, а нашите инспектори на терен утврдија, значи, до сега 4 одлуки од страна на советите кои што по наше мислење беа спротивни на уставот и законитоста во Република Македонија и за тие беа поведени соодветни постапки пред Уставниот суд на Република Македонија. Дали на тој начин или со некои други мерки превентивно се делува на општините за пред донесувањето на таквите акти да се консултираат со инспекторатот, односно со луѓето таму? Па јас настојувам инспекторите кои што одат на терен, значи да влијаат едукативно во оваа фаза, едукативно во начинот на доловување на функцијата која што ја има Советот, за начинот на изготвувањето на службените гласници, начинот на подготвување и во записниците задолжително, значи, стои дека Министерството за локална самоуправа преку Државниот инспекторат за локална самоуправа е отворен и за едукативен процес за оспособување на лицата кои што се задолжени за тие гласници за нивно изготвување. Ние сме отворени. После нова година ќе биде и отворена линија, значи телефонска линија каде што слободно ќе може и граѓаните да ги пријавуваат незаконитостите по нивно мислење, кои што се донесени од страна на советите на општините. Се на се, значи, сметаме дека Државниот инспекторат за локална самоуправа наоѓа свое место во контролата на одлуките кои што ги носи Советот и можам да речам, значи, дека советите на општините во глобала работат согласно законите и одлуките. Да, а каде што нема да работи согласно инспекцијата? Да. Инспекторатот е надлежен и за донесувањето на одлуките и законските акти што се потребни за одлуки кои се поврзани со прекограничната соработка, односно со одредени проекти кои се поврзани со партнерски односи со општини или предпријатија од другата страна на границата. Еве, пред да го продолжиме разговорот, јас предлагам да го погледнеме прилогот што го подготви нашиот колега Љупчо Георгиевски за еден таков настан што нови се случуваше во Делчево, кога станува збор за прекограничната соработка. Голем интерес кај собирачите на билки и шумски плодови од Делчевско предизвика презентацијата на проектот Разумно искористување на екоресурсите на планините Голак и Лајна, кој е финансиран од фондовите на Европската Унија, наменети за прекогранична соработка, а го изработуваат општините Делчево и Благоевград, Република Бугарија. Овој пограничен регион е еден од побогатите на Балканот со билки и шумски плодови, а од двете страни на границата околу 1000 семејства екзистираат од нивно собирање. Ако е годината, да речеме, родна Каско, можеш и 5-6 хиляди, 10 хиляди, 15 хиляди да заработи за една месец. Откупните фирми истакнуваат дека интересот за билките и шумските плодови од овој крај е голем. Откупот и пласманот се гарантирани, а во општ интерес е промоцијата на оваа дејност. Овој собир е една голема едукација за сите нас, мисля една голема соработка да и ние откупувачите и гарачите да видиме дека стварно навистина оваа дејност не треба да се занемарува, туку треба да што повеќе да се развие од сите нас. Токму и целта на овој проект покрај заштитата на биодиверзитетот е подобрувањето на квалитетот на живење во селата во пограничниот регион, но и извор на поевтина храна и медицински препарати добиени по природен пат. Помеѓу двата реони има уште многу да се работи, а тоа ќе доведе до потесни врски, пред се во заедната економска соработка, која не е неопходна, бидејќи гледаме дека и во Македонија и во Бугарија се поскапа е храната, но и лекарствата, а ова е и еден начин за
опфаќа и изработка на прирачник за собирачите на билки и шумски плодови, како и мапа на која ќе бидат обележени подрачјата од двете страни на границата, каде што истите виеат. Господине Малишевски, што очекувате од реализацијата на овој проект, односно како ќе биде одзивот кај оние што најмногу се засегнати, односно собирачите и откупувачите на билки, а со тоа и заштитата на животната средина на тој дел од државата, кај нас, нормално и од другата страна во Бугарија. Најпрво би кажал дека самата меѓугранична соработка како област на действување на локалната самоуправа е доста значајна, пред се во поглед на тоа што актуелната состојба значи дека Македонија е на патот да биде членка на Европската унија и како таква за општината овие повици за меѓугранична соработка од ИПА програмата се одлична можност за дополнителни финансиски средства за реализација на изворени проекти со кои се решаваат одредени потреби на општината, на граѓаните на општината. Меѓутоа, од друга страна се доста значени, бидејќи нивното исполнување ќе значи исполнување на одредени опраски што Македонија како една од страните за таа меѓугранична соработка ги презела да ги исполни, значи колку поголем е процентот на реализирани проекти кои што ќе бидат одобрени од страна на заедничкиот секретаријат, толку поголеми се поените кои што Република Македонија ќе ги добие. Што се однесува до конкретниот проект со Благоевград, како наша, веќе можам да кажам, традиционална партнер општина од другата страна на границата, е веќе трет проект кој што се реализира со истата општина. Значи, првите два проекта беа проекти од КАЦ програмата, додека овој проект кој што се реализира е прв проект од ИПА повикот на Европската унија за меѓугранична соработка помеѓу Македонија и Бугарија. Значи, самиот проект не случајно е лоциран во Делчево, не случајно е лоциран, би рекол, во микрорегионот Пијанец-Малеш, од причина што сите добро знаеме дека тоа е еден еколошки чист крај питом крај кој што изобилува со доста разновидност на лековити билки и на шумски плодови. И кога сте кај билките, она што јас имам како информација, дека компанијата која руската компанија фармацевска која ќе инвестира на Бунарчик, дека најголемиот дел од репроматеријалите од тие суровини би набувало токму од овој крај. Токму така. Значи, ќе ви искрена можда уште еден податок интересен. Значи, тоа се статистички податоци од Заводот за статистика. Значи, тоа се податоци кои што произлегуваат од фармацевскиот факултет, а тоа е дека планината Голак и регионот околу Голак е регион кој што е втор по богатство на разновидност на лековити билки и на шумски плодови во Македонија после Баба Хребитол. Значи, овој проект не е случаен. Со самиот проект наидовме на едни други фрапантни податоци. Тоа е дека самиот извоз на лековити билки и на шумски плодови во странство од Република Македонија во периодот од 1998 година па 10 години подоцна од 2008 година е намален неколкукратно, а и самиот приход кој го остварува Република Македонија по тој основ е намален некаде од 4,5 милиони евра на само 1 милион евра за само 10 години. Значи, ова може да биде резултат на повеќе работи, меѓутоа од анализите и истражувањата кои што се спроведени, најактуелно, значи нешто на што најмногу треба да се обрне внимание е правилното собирање и складирање на самите билки. Значи, проектот, како една од специфичните цели кои што ги има, е обука на собирачите на билки, обука за складирање на билките, постапување со самите нив при транспортот и така натаму. Значи, како една друга специфична цел на овој проект е да се издаде еден прирачник кој ќе содржи, значи, покрај истражувањето кој ќе биде спроведено, односно студијата кој ќе претходи на тоа, значи, конкретни чекори кои што собирачите ќе ги треба да ги презимаат и ќе опфаќа некаде околу 60 најзастапени билки и шумски плодови во регионот. Интересот граѓани за собирање на билки во Делчево. Значи, како што видовме и во прилогот, над 1000 семејства во регионот живеат од собирање на лековити билки и шумски плодови, што секако дека не е за подценување. Еве да се префрлиме во другиот регион, во Кумановскиот регион, исто тука доста богата, барем од она што го слушам, додека го работевме прилогот на колегата Стојан Јовановиќ, доста проекти се реализирани досега. Еве, господине Митевски, јас предлагам и првен да слушнеме што се ни кажува нашиот колега Јовановиќ, па потоа ќе го прокоментираме прилогот во студио. Првите
облици на прекогранична соработка Куманово ги оствари пред скоро една деценија. Во рамките на микрорегионот ГПТК, Куманово соработуваше со Гнилане, Тешево и Трговиште во соседните Косово и Србија. Оваа соработка беше инициирана и финансиски поддржана од Американскиот Ист Вест институт. Содржините на соработката беа различни и се однесуваа главно на учениците и на средношколската младина во 4 општини во регионот. Сепак, за уште поуспешна прекогранична соработка, Куманово и 5 соседни општини од североисточниот дел на Македонија, Кратово, Крива Паланка, Ранковце, Литково и Старо Нагоричане, формираат Центар за прекогранична соработка со седиште во Куманово. Последниве неколку години Центарот прави напори за воспоставување прекогранична соработка пред се во областа на економијата, поврзување на бизнисмените, како и за заедничко аплицирање во фондовите на Европската Унија за добивање средства за развој. Конкретно, во рамките на проектот за екнување на капацитетите за заедничка економска соработка меѓу Ќустендилскиот регион во Бугарија и Североисточниот плански регион на Македонија, се работи на изработка и креирање на економски интернет портал. Порталот ќе се користи како дата база на податоци и ќе ги интегрира сите релевантни информации за економските активности во двата региона. Финалниот извештај од анкетните истражувања во 400 предпријатија по 200 во двете држави ќе биде презентиран на заедничкиот економски форум во Куманово. Општината Куманово, гимназијата Гоце Делчев и невладината организација Порака Наша аплицираат со неколку проекти за прекогранична соработка со Бугарија, што ќе ги финансира Европската Унија. Секој поединечен проект вреди околу 500.000 евра. Главно се однесуваат на соработката во бизнис секторот, образованието, зближувањето на лица со попреченост, екологијата. Во рамките пак на ИПА програмата за прекогранична соработка, НВО Порака и Сдруженијето на лицата со интелектуални тешкоти од развој Бугарија аплицираат за добивање финансиски средства за овозможување на поквалитетно интегрирање на лицата со хендикеп во општественото живење. Бизнис заедницата од Североисточниот плански регион и бизнисмените од Ќустендилската област исто така конкурира за средства втората компонента на ИПА програмата. За таа цел, неодамна 50 бизнисмени од Ќустендилската област во Бугарија го посетија Куманово и другите општини од регионот и воспоставија непосредни контакти за натамошна економска соработка. Господин Митевски, сметам дека доста исцрпен извештајот на колегата Јовановиќ. Остане нешто што во моментот се работи во Куманово на овој план или некои од проектите кои претходно биле реализирани се значајни за развој на регионот? Североисточниот трети плански регион во Република Македонија е еден од најнеразвиените, ако да кажем со најмал GDP, со просек и затоа како што по прилогот се приметува дека економскиот сегмент е основен сегмент за апликација во користењето на предпристапната помош, односно втората компонента прекогранична соработка. Сите проекти кои што се од претходно, затоа што имаше во прилогот разгледување на она што е добиено од претходни повици од 2009 година и нешто што е сега апликација направено, односно за развој на економската соработка со Бугарија, со регионот Ќустендилски, затоа што тоа е најблискиот регион до нашиот регион. Најголема соработка имаат Кумановскиот и Ќустендилскиот регион. Како и Крива Паланка, Кратово со одредени градови од Дупница, од тој регион. Многу интересантен прилог, да кажем, на почетокот беше она што значи од претходниот период еден мал микрорегион на Балканот кој што представува еден геостратешки регион и од економска, и од транзитна, и од, не знам, од сите аспекти гледано, затоа што 2000-та година се направи еден субрегион Ниш, Скопје, Софија, на кој што тангираат или поминуваат коридорите 8 и 10 и кој што треба навистина да биде искористен. Тој субрегион, помалиот регион, помеѓу Куманово, Гнилане и Прешево, или сега би кажале Врање, со Ќустендил е економски многу интересантен регион кој што може да има во наредниот период повеќе корист. Така да,
Мислам дека е доста искористено можноста да се економски проекти предадат, организираат, а другите елементи со претходниот овој состав и повеќе тогаш беше повеќе околу еколошкиот аспект и така натаму. Има повеќе школи апликација направено за овој повик зборувам што е последниот во 2011 година, каде што енергетската ефикасност е исто така еден елемент кој што е многу битен за економско ојачување или зајакнување на институциите, затоа што да се заштити енергија, да се заштитат средства кои што се даваат можеби непотребни заради топлинска изолација, заради застареност на инсталациите, прозорите, покривите и така натаму. Имаме акцент дадено покрај сите овие другите и на децата со попречености, кои што на некој начин, сега не би сакал да го коментирам, дека до 18 години се заштитени со и третирани од страна на Министерството, меѓутоа над 18 години лицата со попречености малку се запоставени и немаат соодветен третман од страна на државата. Може ли на овој начин да се најде некоја форма тие лица, оние што можат и да се најде некој вид на работа и да бидат згрижени? Затоа и овие проекти се доминантни. И во претходниот повик имаше една апликација на порака наша да аплицира за развој со соодветно искуство да се добие од такво едно здружение од Бугарија. Исто така сега е апликација направена за инвестиционен објект, изградба на објект за порака наша, односно да се згрижат лицата над 18 години во објект во Куманово, кој што треба да биде регионален центар, не да биде општински центар. Слушнавме дел, сите не можеме да кажеме, дел од проектите што се реализирани. Дали општините, прашање и за 20 градоначалници, колку има капацитет за изготвување на тие проекти и нивна имплементација? Господин Малешевски, да почнеме со вас. Значи, секој од општините, значи, соодветно на организационата поставеност во локалната самоуправа, има своји сектори, оделенија, тијата лица задолжени за локален економски развој, во кои обично работат лицата кои што ги подготвуваат проектите за апликација по ИПА програмата и за меѓународната соработка. Од собствено искуство од овие 2,5-3 години можам да кажам дека лицата кои што работат во оделенијата за локален економски развој во скоро во сите општини се доста обучени, успешно ги пополнуваат апликациите и ја подготвуваат целокупната документација која неретко знае да биде доста обемна, а имајќи ги во предвид самите критериуми и правила на Европската унија, тука не смее да има никаква грешка, и би рекол дека тие сосем успешно ја исполнуваат својата задача. Како резултат на тоа си и големиот број на одобрени проекти од страна на техничките секретаријати и уште повеќе за нивната добра обученост зборови и тоа дека голем број од тие проекти се и реализирани во целост. Меѓутоа овде би сакал да напоменам еден друг аспект на целата постапка, а тоа е можност, односно неможноста на општините финансиски да ги покријат, односно да ги реализираат овие проекти. Значи една работа е самата апликација, подготовката на проектите, а друга работа е самата реализација. Околу подготовката помокните општини, мислам финансиски помокни општини, можат да ангажираат и консултантски куки и тоа во голема мера им ја олеснува состојбата, од причина дека неретко и тие консултантски куки потоа се јавуваат и како лобисти за тие проекти и во најголем број на случаи таквите проекти поминуваат. Меѓутоа, она што го напоменав како проблем за реализирање од смисла финансиски аспект е дека многу од општините не се финансиски могни да ги isfinansираат тие проекти. Како се снајде? Значи, се работи, би зборувал конкретно за последниот повик од ИПА програмата, кој што беше станува збор за 5 милиони евро, од кои по 2,5 милиони евро се за двете страни во програмата. Значи, македонската страна има на располагање 2,5 милиони евро. Ето, општина Делчево аплицираше за проект кој што на општината Делчево ќе донесе 250.000 евро. Има еден добар голем дел на општини кои што исто така аплицирале за овој или за износи малку помали. Меѓутоа, како општини, верувам дека ни 50%, барем зборувам за источно-планскиот регион, дека нема да можат да соберат собствени средства да ги isfinansираат тие проекти. Она што како предлог
и краткорочни позајмици што ќе ги даваме на општините. Овој проблем што верувам дека ќе биде најголем проблем во реализација на проектите, ќе биде надминат со сигурност. Има ли Куманово вакви проблеми, сепак е малку поголема општина од Делчево? Би се надолжил на дискусијата на градоначалникот на Делчево, затоа што навистина треба да се размислува да се сапортот на општините биде од централната власт поголем, односно да се најде начин како да се овозможат апликациите да се реализираат. Затоа што ако не се обезбедат средствата, тогаш ќе пропаднат тие 5% што ги споменавте, ќе пропаднат оние другите 95% ако ги имаме. Да, и веќе имаме случаи така. И затоа тоа не смееме да го дозволиме за така ситни средства да пропаднат. А тука се гледа всушност и нашата можност за организирање, за помошта, за функционирањето и затоа и ИПА всушност предпристапната помош за да нас не обучи припреми за како да функционираме во Европската унија како кандидат или како процес кој ќе почне со преговори Република Македонија. Куманово имаше можност да апликација направи малку поголема, затоа што не случајно спомнав на геостратешка позиција, положба, оној регион кој што е заради позицијата што ја има Куманово, аплициравме со еден бизнес центар за кој што застана и поголеми институции, Стопанската комора, мешовите на Македонија и на Бугарија, кои што сака да прават регионален центар, па тука се надоважуваме на една можност во наредниот период, ако се отвори со Србија прекогранична соработка, да направиме и центар, бизнес центар за регионот, што ќе биде со Србија, така да се искористи стратешката положба која што има Куманово. Економски може би е појака во однос на некои општини кои што се помали. Ние дори понудивме поголем процент учество како Куманово за да можеме да го добиеме тоа. Да се реализира проектот, сепак е тој од интерес на целиот регион. Еве прашање за двајцата. Колку се консултира граѓанскиот сектор при изборот на приоритетите за што би се реализирало и за каков проект би се конкурирал? Значи, не само во случајот на проектите кои што се аплицираат по повиците од ИПА програмата, туку воопшто општината Делчево работи по принципот за сите проекти кои што ги реализира, без разлика тоа дали се проекти од областа на меѓуграничната соработка или проекти кои се однесуваат на секојдневната работа на општината и оние проблеми кои што ги тангираат граѓаните. Секако дека се консултира не само граѓанскиот сектор, се консултираат пред се урбаните и местните заедници. Значи, истите како форма на постоење се предвидени со самиот закон за локална самоуправа и самата нивна законска форма, односно тоа фактот што се предвидени и со законот за локална самоуправа им ја дава нивната тежина. Значи, секојдневните проблеми кои што ги тиштат граѓаните, тие најдобро ги осознаваат самите. Значи, во нивните микросредини, во нивните населби или населени места, тие живеат со нивните проблеми. Градоначалникот и општинските служби секако дека се присутни на терен и мора да бидат присутни. Меѓутоа, оние кои што се моментални проблеми, оние што се актуелни, тие најмногу ги знаат. Значи, општината Делчево, значи во годината што помина, може би малце задоцнето, меѓутоа ги формира после, би рекол, 10-15 години сите местни и урбани заедници и сега сите функционираат безпрекорно. Веќе утрешниот ден ќе имаме годишна конференција со представници на местните урбани заедници, со представници на бизнес секторот, на кои ќе им бидат презентирани реализираните активности, реализираните проекти за минатата година, мислам за годината што изминува, и секако дека ќе бидат презентирани идните планирани проекти, кои што секако произлегуваат од предлозите кои што местните урбаните заедници, сдруженијата на граѓани и други облици на сдруженија на граѓани ги доставија до општината, заеднички беа разгледани и истите ќе се имплементираат во наредната 2012 година. Ние говориме сега за два региона, за Делчевскиот и за Кумановскиот регион, меѓутоа имаме и подготвено еден прилог кој говори за настан што случуваше деновиве во Битола, а се однесува токму на прекограничната соработка. Со единствена желба за уште успешно решавање на заедничките прашања и поттикнување на локалниот развој на пограничните општини,
Представниците на двете земји во присуство на Европската комисија на третиот состанок од заедничкиот мониторинг комитет и отворија дискусијата за утврдување на деталите и терминот за вториот јавен повик тежок 5 милиони евра, кој во рамките на ИПА програмата за програмична разработка 2007-2013 година ќе биде опуштен во првиот квартал од идната година. Од направеното по првиот јавен повик се задоволни и двете страни. Одобрени се вкупно 18 проекти во текојдневното потпишување, по што ќе следи и имплементацијата. Инаку македонскиот тим истакна дека овој пат ќе барат поместување на минималната граница од 250.000 на 150.000 евра. И сега во моментот границата е 250.000 евра, веќе имаме и помали издруженија, фондации каде што немаат толку големи проекти, значи да стигнеме границата за да може да ги добиваат. Представниците на нашиот јужен сосед посочија дека во следнава фаза може би повеќе треба да се посвети внимание на развојот на туризмот, посебно за Перспанскиот регион. И покрај секаквиот вид на развој на тој регион на Преспа, сакаме да види како една точка, еден символ за соработката, пријателство и мир. И покрај билатералните проблеми, ваквите апели радуваат. И двете делегации беа јасни. Тука место за политика нема. И единствено во преден план се само издржаните проекти. Тука да подсетиме дека гледаме емисијата Слободно прашувајте. Гостини сега до началникот на Делчо, господинот Горан Малешевски и Горан Витевски, раководител на секторот за евроинтеграција од Куманово, и господинот Данчо Шехтански, директор на Инспекторатот за локална самоуправа. Еве би го свртила разговорот сега дека одлуките што се донесуваат на Советот мора да бидат согласно со оно што го одредува законот, односно под контрола на Инспекторатот. Колку вие како општини барате совети или се консултирате при донесувањето на такви акти и какви се одговорите од таму? Тоа мора да има поддршка сигурно и одлука од Советот. Ја би спомнал еден сегмент за Куманово што е карактеристичен, затоа што како сектор настапуваме пред советниците и предлагаме одредена програма. Во таа програма, секторот што има направено, сектор за меѓународна соработка и евроинтеграција, кажано е дека ние не бараме буџет сега, во овој момент кој ја правиме програмата, туку ќе дојде момент кој ќе правиме апликација за одреден проект, тогаш ќе побараме од Советот да се изјасни и да донесе одлука за поддршка, односно тогаш ќе направиме ревизија на, или како се вика, ребаланс на буџет, за да се даде поддршка. Имаме во буџетот средства резервирани за таква работа, кои што може за капитални објекти да се искористи како инвестициона градба и така натаму. Тоа се случи и со овој проект што го споменав, затоа што проектот беше 537.000 евра, што им направивме апликација со Дупница. Нивната страна аплицираше со 210.000, ние со 327.000 евра, толку е финансовата конструкција за да се изгради објектот, центарот кај што планираме да се направи тој мини саем, представништвото на коморите, на стопанските субјекти, така натаму. И ние кажавме да, ние обезбедуваме повеќе од 10, односно точно 12% од вредноста на објектот, на инвестицијата. Еве прашање господин Чехтарски, ние зборувавме дека имате посетено толку општини, дека превентивна улога, но еве неизбежно е прашањето пак сепак тука и одредени санкции се предвидени во законот за непочитувачите на закон. Дали досега има покренато одредени стопирано некои одлуки и покренато иницијативи пред Уставен суд? Така, Инспекторатот има поднесено 4 иницијативи пред Уставниот суд за преиспитување на уставност и законитоста на одлуките кои што ги има донесено тие совети по дадените општини. Би се надоварало само на претходното прашање, значи од февруар месец на едната година Инспекторатот за локална самоуправа во соработка со ОПСЕ ќе организира, значи, едукативен семинар поделен на 4 дела, каде што ќе се врши обука на сите кои што учествуваат во изготвувањето на тие службени гласници во општините. Ќе биде поделено, значи, во 4 фази по плански региони во Република Македонија и значи ќе има една можност за едукативно образование
внимание на сите кои што работат на таа проблематика. Инспекторатот за локална самоуправа настојува, значи колку е во можност да биде во допири со граѓаните, бидејќи тој постои. Извинам, кога ги споменавте граѓаните, време е, сега ми јавуваат и од режија, така е време и да го покажеме нашиот телефонски број и да ги очекуваме понатаму и повиците на нашите гледачи. Ве молам, продолжете. Значи, ние настојуваме да бидеме отворени, затоа и ја промовираме со бесплатната телефонска линија, каде што сите кои што се заинтересирани има или сметаат дека има неправилности во некои одлуки кои што ги носат советниците, општините, тие писмено да ни ги доставуваат, прво, значи, сојавување на телефонски број кој што ќе биде, кој што наскоро ќе почне јавна кампања за негова презентација и ќе настојуваме, значи, и преку нивните согледувања и нивните сознања да бидеме поблизу до граѓаните. Како оди изнаоѓањето на партнери од другата страна на границата кога треба да се реализира одреден проект? Дали тоа првен има јавен повик или пред тоа стварно збор за поврзување и партнерство со соседни општини? Видите, ние затоа ги направивме овие две одделенија, имаме за меѓународна соработка на општина Куманово и евроинтегративни процеси, односно апликација на проектите, односно едното одделение ја има разработено соработката со општините кои што се од одреден интерес за град Куманово и за регионот, каде што ние во секој случај имаме соработка и испратимување со одредени градови од Бугарија, посебно сега сме во фаза на испратимување со Дупниц, имавме договор за соработка со Чускербил, а тој регион што сушно си ги правиме проектите, така да со заеднички интереси апликацијата ги работиме заедно. Ево имаме и првиот гледач на линија. Добро вечер, кој ни се јавува? Повелете во програма сте. Дали имаме гледач? Додека изгледа има некои проблеми со линиите, да продолжиме ние со она што не е наша работа. А каква е, господин Малишевски, соработката со Министерството за локална самоуправа, кога станува збор за прекогранична соработка? Има ли помош, совети, комуникација? Значи, оно што би можел да го кажем од лично искуство е дека од ден на ден Министерството за локална самоуправа игра се поважна улога, не само од аспект на помошта што ја нуди при реализирањето, аплицирањето и целиот оној процес кој што е поврзан со меѓуграничната соработка, туку воопшто помошта, упатствата кои што ги дава на општините за работата на општините воопшто. Еве имаме гледач, ако не довршите, ќе продолжиме. Добро вечер, повелете во програмата. Добро вечер, како прво би сакала да ги поздравам гостите во студиото и до градоначалникот на општина Делчево да поставам неколку прашања. Би ги поставила прашањето одеднаш, па едно по едно ако сака и ако може нека да ги одговори. Како прво, за автобуската што ја немаме и до кога ќе се чуди народот од страна на другите градови. Второ, за одмаралиштето Голак, до кога ќе навикува на собиралиште на отпадници и патот до Голак е сосем уништен, а секоја година имаме традиционално туристи од други земји и градови за време на празникот Пантелеј. До кога кеот мислат и пазарот да го прават, а посебно градската црква, за која посебно се имаше доволно донации. И зошто нема тротоар за движење на пешаците на улица Кеј Брегалница и на индустријската улица која што води до сите фабрики во Делчево. Ви благодарам, ако беше тоа се. Каменичкото здравство исто така има томограф и е подновено и плоштад нов, а кај нас не се приметува некој напредок во општината. Од мене толку. Ви благодарам за јавувањето. Многу прашања, може и цела емисија да посветиме на одговорите, а веќе се обидиме што пократко да дадеме одговор на нашата гледачка. Значи беа поставени повеќе прашања, да се обидам накратко да одговорам на сите, барем многи кои што ќе се сетиме сега, не знам дали ги запишавме. Околу проблемот со автобуската
станица во Делчево, значи еден проблем кој што екзистира веќе повеќе од 10 година, откако предпријатието АД Полето Делчево отиде во стечај. Меѓутоа имам една вест што верувам дека ќе оди во позитивен прилог и на она што го праша нашата гледачка и во прилог на сите граѓани на општина Делчево, дека просториите кои што веќе екзистираат на локацијата на која беше старата автобуска станица се веќе купени од приватен инвеститор, значи од правно лице кое што веќе во наредната година планира да ја возобнови, да инвестира и истото место да го претвори стварно во едно место кое што ќе биде вистинска автобуска станица и една пообемна инвестиција која што ќе окраси целиот град. Голак и патот до Голак? Значи Голак исто одмаралиштето во Голак е едно актуелно прашање веќе подолго време. Општина Делчево неколку пати го актуализира тоа прашање пред надлежното министерство, тоа е Министерството за труд и социјална политика. Самото одмаралиште одеше на продажба неколку пати, почнувајќи од вредност од 800.000 евра, за да сега последната објава што ќе оди е некаде од 90 до 100.000 евра. Исто и за ово одмаралиште можам да кажам дека има веќе доста заинтересирани од причина што се смали доста почетната цена за купопродажба на одмаралиштето и не само на одмаралиштето, веќе е купена една парцела. Смали вредноста и затоа што е уништен. Веќе е купена друга парцела до самото одмаралиште за изградба на хотел, а општината веќе има изготвено детален урбанистички план и во програмата за одобрување на градежно земјиште за наредната година еден од приоритетите ќе биде и објавување на локациите на Голак. Тоа се повеќе од 80 локации, од кои 60 викендици, 3 хотела, објекти за други намени и така натаму. Значи, она што како локална самоуправа го правиме е навистина Голак да заживее, да го вратиме сјајот кој што го имаше во минатото и верувам дека од наредната година на Голак не само во Голак, туку и во Делчево ќе доживееме една вистинска градежна експанзија. Господин Митевски, прекограничната соработка нормално дека влијае на локалниот развој и се чувствуваат тие промени. Кои се приоритетите на Куманово и на тој регион за во наредниот период? Економскиот, па пак економскиот и економскиот бизнес. Во Делчево и регионот? Како приоритет број 1 и тоа, ја мислам дека на ниво на целата држава е економскиот сегмент, затоа што мора да се направи едно подобрување. Меѓутоа, има и друг момент. Подобрување на и капацитетите на институциите во државата, затоа што не само, значи имат сите локални самоуправи проблеми, не само оние што се од позиција или од опозиција, и автоматски тоа е факт дека треба да се направи еден поголем и појак процес на децентрализација во Република Македонија. Времето предвидено за емисијата веќе изминува и јас ви посакувам во наредниот период да ги реализирате сите зацртани проекти и она што во наредниот период ќе излезе како проблем, а еве господине Шехтански и вие од инспекторатот да соработувате со општините и да не постојат такви незаконски акти донесување и да нема потреба од санкционирање, односно поднесување на предуставен суд. Ви благодарам уште еднаш, почитувани гледачи, вас ви благодарам за вниманието и се разбира, ја закажувам нашата следна средба, следниот четврток во истото време. До гледање.